Бизнисот со предупредување, загубите на стопанството ќе бидат огромни поради блокадите на превозниците. Точна бројка колку бизнесувале нема, но тврдат дека ќе бидат сериозни. Целосно ги поддржуваат превозниците во својата намера, но сметаат дека проблемот треба да се решава на друг начин, а не со блокирање на граничните премини. Тука можеме да ги вметнеме елементите на доколку не испорачате одреден производ на дадена дестинација во Европска унија, да имате и пенали да плаќате. Понатака намаленото производство кое што ќе се одвива во наша држава поради недостаток на суровини кои што не може да се увезат. Така да мултидимензија има самиот овој проблем и потребно е време да се реши. Од ССК сметаат дека проблемите од овој потек на Европа се многу пошироки, без повеќе да коментираат за тоа. И од најголемата комора во земјава излегоа со допис во кој посочуваат дека блокадите не се решение за проблемот. За сега никој не може да каже колкави ќе бидат загубите, бидејќи тие ќе бидат по повеќе основи. Пенали за задоцнета испорака, откажување на договори, намалено производство, нереализиран извоз, неможност за навремено производство ради недостаток на суровина и така натаму. Но сигурно е дека загубите ќе бидат од големи размери, што не е во ничиј интерес. Соопштија и дека минатата недела заедно со коморите од Западен Балкан упатиле апел до представниците на Европската комисија, со кој очекуваат земјите членки да усвојат мерки за да им се овозможи на професионалните возачи, без ограничувања, да го вршат меѓународниот транспорт до моментот на изнаоѓање трајно решение. Превозниците најавија 7 дена блокади на граничните премини поради тоа што им се ограничува престојот во земјите од Шенген зоната на 90 дена од вкупно 180 дена. Правилото не е ново, но македонските камионџи велат дека Шенген зоната не е иста во последниве неколку години. Тука влегоа Хрватска, Бугарија и Романија.